Добар ден, драги гледачи. Нова епизода, нова возбуда. Денес 5 учесници. За жал, ова емисија ќе отпадне уште еден, ги зачувуваме најдобрите четворици. Се ближиме до крајот. Доста емоции, доста горчина, затоа денес одбравме еден десерт. Не толку захтевен, не толку лесен, но доста вкусен. Потекнува од Италија, а тоа е тирамису. Сара, Марија, Данило, Александар, Емилија. Дали некој правил од вас? Не. Стеа да сите сигурно. Да. Мило ми. Сакаме да пробаме доста добри, не пресладки, не блуткави, добро сервирани, убава форма и пред се вкус. Одиме да ги најавиме кратко судиите, а потоа почнуваме со готвење. Денешните судии: Тамара Иванова, дел од сладкарите на ФГ Кулинарското училиште. И молам аплауз. И човекот веќе го знаете, Димитар Блажевски. И молам исто аплауз. Денес ќе оценуваат за вашето тирамису. Дали сте спремни? Спремни. Вашите 45 минути почнуваат сега. Еве ти шеќер бро. Ај ќе го земам со мене и ќе ви давам на кој сака. Имам изнешени чувства, искрено. Радосна сум што стигнав до овде. Денес ќе одам смирено, ќе пробам да дадам се од себе. Па ќе видиме, најдобриот ќе, мислам, нема сега најдобар, ама најлошиот ќе излезе. Ели искрено, како и секоја емисија сакам благо да се готви. Мислам, знам дека најслаба сум најверојатно во благо од луѓето што останавме. Никош немам готвено нешто повеќе благо, но некако ми остана ете натар да се готви нешто благо. Колку ќе ставиш време на колку? На 3 јајца, не знам да ставам. Много. 80. Те рано ќе видим.
Требало помалку, малце ги бркаш, само ќе се снајдеш. Мора да се снајдеш. Треба да растопиш шекер да ги нема трезенца да е крцкаво. Но нема зрнца, така? Ја замисливте сите идејата за сервирање? Тоа е. Колку е доволно злато, за да си сварат или... Зирника, Марија. Или затвори. Тоа е зирник. Како, моја да искочи? Тоа не стои. Служи. При крај си само попрека исклучи ова да го забереш. Така само жолчка и шекер или маскарпоне имаш станом? Само жолчка и шекер. Или како ти исправуваш? Подготвен сум да дадам се од себе, се надевам дека ќе одам понатака, нема да испадам. Поради тоа што нема више шанса за елиминации, па да се вадам, односно нели сега испаѓаме директно, ќе дадам се од себе за да поминам понатака. Колку жолчки имаш? 3. Врати го така. Може. Шекер стави? Да. Да му доставам? Не, врати малку само. Не царе. Реси го твоја стање секогаш. Она може има повеќе шекер ставено, може да треба шекер у прав, па ќе ја смени бојата. Ме разбираш, не знаеш како треба да делаш. Значи, земеш прс и види го, пробај го. Дали осеќаш кристал? Не. Што тоа е вариант? Да, тоа е. Тоа ни треба. Да се растопи, затоа и хранешно многу го вработува. Како е тука? Тераме копла стави. А? Да се олади малку, па ќе ставиме маскарпоне, сега. Тоа како мислам дека... Шекерот да се стои. Како е овде? Со копла правиш или со белка? Убаво измати го, пошто белка не да пушиш копла, за разлика од копла, не знаеш. Белки не правиш, а? Коплата е по така, густа е да кажам. Така да пазиме тоа да не се земе. Нешто го направи све супер и достигне таму да ти пуши слага. Стави доволно шекер за да може да го држиш. Мислам, не знам, може да имаш доволно, јас само ќе споменјам, провери си да ти... Пошто шекерот ќе ти помогне да се фати и да затвори. Да, мора да ставиш само земи, па да фатне сад ќе се бори со шекер постепено. Ставаш едно лајче. Пацу жолчки до маскарпоне да идеш. Ставаш уште едно мешаш, ставаш уште едно мешаш. И ти со белки или копла? Много. Со белки или копла? Белки. Убаво измати, истин кажав и на колешките да не ти пуши. Да не пуште? Јас сум Да, пошто белката е Да. по-мека, да кажам. Со копла, ако преш, она е по-густа и по-дугачко држи. Поволено стабилно. Така да пази си на тој момент да не се звере. соски да ги измати. Нешто ти мислиш све дека моментот е добар, да стигне до сервис и пробување, он се почне да паѓа, да пуши. Така да провериш Нешто ли може да шекерот. се додаде на белката за да го пречи тоа. Нешто може да се додаде на белката за да Доволно шекер за да може да врзи. шекер само. Нема што друго да му правиш интервенција. Не да препера. Желатини, овона, тоа више... Има малку да не се осети како тоа жолчка. Кај мене нема ти преде. Да? На тоа мислам. Само тоа е полесно, ама. Како иде? Мацно. Да, боли раката. Што е стана? Гледаме. Како ова ќе испадне... А и ти за белки се одлучам? Па не знам, ќе пробам, ако не ми иде, ќе ставам копла. Испам... Да, немаш време за двете да ги... Во еден момент мора да... Не дали има сила во рацете за двете. Сила, ќе не знам, и не ја тијам за сила, ама.
менјам пробу. позиција да радите мисло да експедирам. А ти имаш веќе си почнала, ма не стави премногу белки, така? 2 бутилки само. 40 грама шекер. Добро. Мерам се Внимание. да знам. За жолчките? Исто, че 2 жолчки, 40 грама шекер. Исто Па имаш време да стамуте. Само страпоната само го размешав да може. Пробај. Да го направам колку лесно посаа може да го спомнам со жолчките. Сега ти е рано. Одлучила што ќе сервираш? Не, уште немам джини, ама знам што сакам. Види. А, добро, да имаш во глава, да имаш Ти е во обзир базично. која Така да густина, растените како ги ќе ти измешаш, треба. Ти го Па ми треба да е доста густо, затоа што сакам со поетин да го направам. разбираш? Три 10 цента, спирки, така да, поетин нема се добре плаќа. направат и отгоре, па ќе видиме како ќе стане. Нормално не да претера. Да, видиме. Почнав да имам високи очекувања самата од себе и очекувам, мислам, би сакала да си ги надминам јас првенствено моите очекувања, па понатаму на сите останат. Би можела да бидам победникот ако се потрудам. Мислам, јас во сите гледам победници, како имам кажано, немам некој надпреварувачки дух, но би се потрудила да. Овде до која фаза е дојдено? Белките и жолчките? Ако сум на добар пат, и го тому тамо. А ова? Да, бе, само мути, сега нема што, само Ова е шеќер или? Workout. Аха. Готово, сте завршиле со и све, скоро. искусно ми делуе. Не, на рака никош немам хатено. Прв пат ме не смате повзе. Судике, дали сум на добар пат со белки? На долг пат си? Ама добро, дали сум на добар за долг? Па... Уште ти е Рана добро. фаза е, да. Да, уште имаш доста, имаш заматење, реално. Рана фаза си треба да бидат баш снег, да добиеш сјај. Така да смени раце, најди се некако, имаш уште 28 минути, така да имаш време. Ако матиш, Ќе додам до тоа. ќе дојдеш и до тоа. Like a real chef. А овде дојдено до кафето? Смисли како ќе послужуваш во чашка, во порција? Ќе видам, имам или у ова, или ќе видам чашка, па ќе видам како ќе видам. Само на предички? Не знам дали од прстот некако целком за тоа торпат. Како? Ако више сакаш сврти го. Да, Така се скоро да имаш сјајот. Меки брвови си, да. На белка е оно што ти кажа, во многу поврво ќе ти пуши. Да, па така сакам да може најтврдо да го направам. Види умеѓу време можеш да го ставиш во фрижидер. Да попробуваш, има доста заматење. Жолчките само? Имаш готово тука, друже. Да, добро е цврсти се. Супер е тоа. Ха? Добре, си при крај си, само ти кажав на што да пазиш. Па уште е малку меко, убаво би било да стегне уште малку. Да си сега ние со тоа да Вака се се става. Да, само оставиш малку за Што правите да гледам За красање, бе, мете ги, што? Шеф, што? Прво како се ламни многу потешко ќе ти се измеша, ти А текне. што го треба? Така да завршија цела фаза, па ако имаш време и сакаш да оладиш, стај ги и види Мислам да имаше нешто за спремање. Не мора сега, се одма. шеф Златен нами има негде свежо. по-рискантниот ова кога го одбравте, знаеш. Ова ти е постабилно да. секогаш као она. Не мораш да претераш, доволно направиш за една порција да имаш. Шеф, ова доволно ма? За шлак знаеш како иде. Значи вика дека е добро. Супер. Пробај си на вкус, дали ти е доволно шекер, да не ти е базично, да не ти е неутрално. Тој Провери си колку го. повеќе во жолчките, за таа, Окей, жолчките, за таа. окей, јас само ти споминјам операцијата, дали сега после провери си. Знаеш да наистина све направиш? Не, обично така се прави. Многу пофрли. Па веќе си подобар онака реално. Ама уште има, така? Па види, шлак е, знаеш. Ако е течан, не стои, така да не се види се сова, ти беше многу, Да. не разбираш, да. Мислам и така е скроз, фиксирај го, за да не губиш енергија да го бркаш низ маси.
Дај нешто благо да готвиме, нешто субово со благо да почнеме. Одамна ништо благо немаме, нити изготвено у некоја елиминациона емисија се готвеше нешто благо. Би сакала да покажам дека и нешто благо знам да направам, не само солени работи, ама ако дадат да правиме тоа. Па да, али? Знаеш како вика, над глава се става. Да, така прават италијанците, ако не падне. Да. Ванила да која зема? Еве ти ванила. Кај мене доволно овде. да, на добар паци, да, али има сјај до меки врвови. Сега нема да ти биде матано Фала ви шеф. како поплата, што е? Не, компlicirано. Готово е, па добро. Ви добиаш као плотка, па да ти ја први. Тогаш си близко. Ова ќе ти издржи повеќе, мислам дека ако е за текстурата, Готов си со кремот? Да. Не го држи на топло. Искористи малку да го... да бидат добро потопени, нема да ви замеруваме, знаеме дека имате Да го пакуваш? 30 минути за нешто што се потребни или преку ноќ. Тоа ти е големо. Знам И гледа да не ги пренаквасиш, ама како иде? Ти си веќе при крај. А што е со растопеното чоколада, што ќе правиш? Ја мислам скоро сум на Добро. Какао не ставаш? Ќе ставаме до тој Не на тирамисуто? Има едно делче да Имаше еден момент, кога ти доаѓаме с капонето, Тоа е неутрално, така нема. неутрално. Текстурата ти изгледа супер. Тоа е на гостина, пошто рачуне се треба нели да го компонираш. Го положи тесто. уште поголем, не? А жолчките? Пробај. И тоа рачунај дека ова све ќе ти иде у еден куп, така да или измешај па пробај па направи корекција, да не правиш корекција на една компонент. Мислам да го собирам да го пакам кај тебе. Океј. Четирите, со кого најрадо би соработувал? Би соработувал со Емилија. Со кого не би сакал да видам во финале? Со Марија. Че сите ми се окей, као мислам не можам да бирам кој што, него највише ми се допаѓа кој енергија да Емилија. Па можам глумец да станам, од што нема тремат. Па не знам што, дали сакаш ова да го постигнеш. Сакам. Ама дали ќе го користам? За малку. Крат? Крат? Ова ти е? Кафе. Ликири кафе? Да. Данило, Што му мислиш? како е? Омека му ше малку. Мислам дали го имам многу интензивно Добро како мислиш. направено, ама мислам дека окей. Свитиката Се мислам дали е пресилен вкусот на густо, кафето. тврдо. Да пробаш. Добра. Не го пробувај само така, секогаш делува дека е јако и силно, али рачунај тоа кафе иде плюс со други работи кои ќе црпне со лажичето, така да... Ја го имам тој проблем, не еднаш кога сум правил тирамису. Само кафето кога ќе знам, ова е Скај го како жолчките измешано. прејако го. За повеќе? Се знам, како да го правам се. Мешај со Земи жица. маскарпоне или жица, ова Да не ше... беше со лажица. Добро. И тоа? Секој што ви така. Става ми тоа? Не, 15 минути. Зашто првото? Мус. Не му се плаши да... Тоа се белки? Да имам малку, ако мора да ги разам, да ги... Лелет. Не му се плаши. Би си изгори ракава. Нема помала шпатула? Погорев, ама голема ми е многу. Одлично, одлично. Се надеваме на најпозитивен исход. Како фаворит не, меѓутоа
дава максимум од себе за да приложиме максимум на крај. Од тоа што ни е зададено како задача, се трудам да биде секогаш најдобар. Што ги сервираш? Чаша. Пате го цело тука можеш убаво да го размешиш. Да го ставам Сега овде? што ќе прави? Дел ќе го ставам, нема да изреагира со ништо. Не знам, да се направи Рецеви, него. само исполни, реци го времето. Мислам тоа. Докај ти Што сервираш во чекаш? чаша? Е па готово, не го чекај. Можемо одмah да Да, скапаме или не? да бе, да. Да бе, да. Јајцето маскарпоне, Како? јајцето и маскарпоне, па иде третата компонента, слагот. Сега нема више. 8 минути. Гавра няколко убаво. Какао кај кого има? Види се да не извлакаш чашата на врво. Внатре имаш таму? Не, кај имаш грутките. Само собере ги, смачкај ги, собере ги, смачкај ги. Се стига ли биди ефикасен и Како е поразлично ова од тоа што го направи Експедитивен. претходно? Данило за овие 40 минути успеа да ни покажи како не треба и како треба. Да. Секогаш. Ги сваќам работите, секогаш сакам да ги изработам до крај и како што треба. Сакам тимска работа. Овдека е некако принципот таков. Значи сите сме колегијални, сите си помагаме едни на други и ми е задоволство, не ми представува никаков терет. До сега не сум почувствувал дека едноставно сме во надпревар, да, знам дека сме во надпревар, по одредени строги правила, меѓутоа не сум почувствувал дека има некоја завист, љубомора или некакво сопнување или нешто така. Тука сум негде на добар пат. Добар си. да, али не прави паузи, сконцентрирај се на работата. Имаш уште 3,5 минути за сервирање. Така да keep it simple тогаш. Или уште сега мисли го на потегот што ќе го направиш тогаш. Да не губиш време, без паузи. Мислам дека Скоро и да немам грудчи. почни со другото мешање за да можеш да стигнеш. Ова Нема се да го ставам натре, така? Така е. Можеш и со шпатулата големо овакво ти били. Најдобрите судија надвор од шоуто, семејството моје, мајка ми и децата. Они ме вака како ме сецкаат како кромиче и ми кажуваат, мислам, јас учам од тоа. Јас сум благодарна, секоја критика ја сметам за позитивна, конструктивна, затоа што повеќе сакам кога ќе ми кажат ова не ти е добро направено, за да знам да го имам во предвид следниот пат кога нешто ќе приготвам, отколку да ми кажат абе ова е топа, тоа во уста не се става. Не се чуди. Дај му енергично, не му се плаши. Слободно, тоа треба да и онака да Може стане за една кај маса, имате? така да не му се. Да, не му се плаши. Кај сега бе? Почне да мисли Не, за сервис. чоколадата визуално ќе треба да Гледам А, добро. тука на маса дека имаш нешто. О, имам и по два примерок, а? Па знам дека може да се допадне, ја малце ќе ви биде за да пробаш. Одедно. Земеш ова. на уризиш. Некој помош нешто да му треба? Да, дали треба на некој помош? Ти кажав. Ја веќе се сеќам како победник, затоа што се надминав себе, научив многу работи и тоа и беше мојата цел за шоуто, да научам што е можно повеќе, да впијам знаења и да се борам доколку можам. За најголема конкуренција најверојатно ги сметам Марија Александар. Марија е многу брза, многу вешта и многу брзо работи. Александар исто супер, само што знае многу стално да се спречка, да се сплетка во последен момент и мислам дека како вежба на плейтингот може да стане многу подобар. И Емилија исто така е стварно многу добар кандидат. Тоа е
Тоа е со белката и поплата во оваа варијанта. Кога бидело у фрижидер, Мене, јас сум не панич, може ли вкусно ќе биде? Не, за вкусно сигурно ќе направи јасно. Направи не е некој Фала. положение, Не изгледа. лета. Фала на погледот. ќе биде ефтена покрива. Сара, Ај само зидни многу дали сум добар. Што сакаш? Дали сум добар, дали е хомоген. Да, бе, пајте. Кажете што ви треба да ви рачистам нешто, што не ви треба. Мене све ми треба. Мама, ја е Сара нешто да не ви треба. тоа мислам не. Предизвикот е сепак голем уште од моментот кога си се пријавил. Бевме 18 души на почетокот. Многу имаше и постари жени кои готвеа и секогаш сме се надпреварувале меѓу надпреварувачите што ти биле во група. Сега ние останавме уште 5 души. Мислам дека колку е помал бројот на луѓе, толку поголем е предизвикот да се победиш себе и да ги победиш нив. Ама сепак тоа влие и да можеш повеќе да се фокусираш, да го организираш подобро времето и малце повеќе да дадеш енергија од себе. минута и пол. Најдиција поставата за сервис. Кај ти е? Напуши простор. Улесни си. Кај не бе, тука видиш. Чаша? Не, бело е. Еве тука горе, на масата. А ова горе. На ова мислиш? Може, Извиниш. ова не Треба сакам да помош? го фрлам, па може да се дојади. Минута. Другото какао каде е? Кај има какао? Ево пред тебе зато. Каде е другото какао? Може ли да те замолам? Ајде, Еве го. што сакаш? Тука. Да ти напунам цедолче. Напуни ми какао. Како се отвори? Имаш у него да стави. Напуни ми какаоаца. Имаш еве. Еве. 15 секунди. Фала ти, Јацко. Ким добро? Точно уште минута време. Тоа важи за Данило и напред, за Ема. Ја направи лажичката. Ја направи лажичката. Да, Ова е какаото? да. Нема пуно тука. Сепак тоа звучи да ризам. Да не направам за различно. Pa da vidi se koje će nastaviti. Ќе се убио. Готово ќе. Pa niko broj da sate. Спремен? Мислам дека да. Двете носи ги. Мислам дека нема потреба да бројам. Тоа е тоа. Фала ви. Одиме на дегустација. Секој своите тањери на масата за дегустација. Искрено би ве замолил за брза презентација, сакам да пробам. Може, Сара, почнеме од тебе. Здраво, јас правев класичен рецепт за тирамису, со тоа што жолчките ги правев на парја, потоа го додадов маскапонето во нив и белки исто така го правев со белки, кои што ги изматив заедно со шеќер додека не добија убава текстура, потоа ги споив, го исфилував и го ставив во фрижидер.
така што сега е делумно ладено, па се надевам дека ќе ви се допадне. Задоволна од сервирањето? Па не 100%, искрено да бидам, но мислам дека извадив едно 60% од мојата визија. Фала ти. Јас по професија сум архитект и тоа мене ме исполнува и тоа е професија што ја работам и се надевам дека ќе ја работам. Кулинарството секогаш ми било пасија уште од дете, но уште некогаш кога одлучуваш за мојата идна професија, одлучив дека јас ќе бидам архитект. Така што ми остана секогаш во срцето дека сакам да готвам, ама можеби некогаш, но не во моментот. На класично тирамису, жолчките на пара со шеќер, белките матени, маскарпонето, сите три, ванила има само, нема ништо додатоци, но на врвот има само малку бадем и тоа е тоа. Кафе со калуа во пишкотите. Фала ти. Па, постојано правиме солено. Очекував дека ќе имаме една емисија со Благо, само не знаев кога. Не знаев кога баш ќе биде. Си сакам ја, љубител сум на Блачко. Си кажав во некоја од претходните емисии. Данило. Мене многу тешко ми идеше рецептов. Почнав да матам белки, не ми испадна, па решив да го правам со павлак за готвење. Вака добро изгледа. Ќе видиме на вкус како ќе биде. На изглед. Иако се измачив, се виде тоа до крај. Проба се од... Пробав, да. То- На вкус ми се свиѓа, ќе видиме на крај што ќе кажа. Не изгледа лошо, така да. Фала ти. Па очигледно научив некако да работам под притисок. Веројатно тоа ми дава на крај сила и мотив за да дам се од себе и да испадне како што треба. Никогаш благото ми е непознато нешто. Мислам, сакам да јадам, али не сум приготвувал никогаш, никаков ковач. Марија? Исто, ја правев класично тирамису. Белките на паре, жолчките на паре првен ги изматив, па изматив белките на паре, ставив маскарпоне, ги споив, ставив и павлака матена, ставив во кафето бајадера ликер, ванила малце и одозгоре со какао. Нема да биде преблаго? Мислам дека нема да биде преблаго, затоа што хоплата беше без шеќер. Па не знам зошто секогаш прво завршувам, можеби тоа е мојот начин на работа. Во главата кога ќе си замислам прво што треба да правам, ја првен си ги организирам работите што попрво треба да направам, што ми треба повеќе време да му посветам внимание. Едноставно брзо работам, не знам зошто. Таква ми е начинот на работа. И Александар? Класичен рецепт, тирамису, во кафето додадов и од ликерот малку и од баделот. И калуа стави бадел? Да, помалку, значи да не доминира, да бидат на средина негде. Со хопла, значи беше матењето, не беше со белки. Прво ја направив нели од жолчките, го додав маскарпонето. Да. Фала ти. Притисокот се зголемува, сега веќе со ова останат и најдобрите. Така да, што и да е, успехот е голем што стигнавме од тука. Едно ниво во гастрономијата, мислам дека за мене лично, дека се имам искачано. Едно ниво. Да пробаме? Може. Ајде. Тоа почне. Јас тирамису немам одбиено во животов. Можда и премногу кафе на пишкотите за сега. Добро, слободно, ти пробам се. Ова може би највеќе ми се свиѓа како изгледа. Како се искриви. Но жал ми е што ќе го расипам. Не, да видим јас. Многу шеќер.
се свиѓа што е пенливо. Па, најголем сопарник. Не знам, би сакала во финале да бидам со Александар. Би сакала и со Емилија да работам. Не ги сметам за сопарници, дека се плашам од нив или нешто. Мислам дека има од што да се научи од нив. И во начинот на сервирање, и во начинот на работа, и во знаењето што го имаат со рецепти. Посебно Емилија има многу големо знаење за позадината на кујната и многу комбинации знае да направи. Добар сооднос, не е премногу благо. Не успех да пробам од пишкотите како да. Вратиме. Земе си во ова. Не е. Другата. Овде може во повеќе кафе. Ама кремот само во повеќе. Не е у моментот као лоша варијанта. Не е лоша, но Не. Што доминира? ликер. За разлика од кафето, не е подоминантен. Торта. Да. Љубов, месо во сите облици, месо, риба, све што подразбира месо. Не дека и благо не, и благо готвам. Меѓутоа не со таа љубов и со таа страст како месото. Кафето го нема никаде од описот. Баш се гранде порција онака. Сит. Па не знам кај мене, јас мислам дека обратно беше. Јас експериментирав на почетокот, а сега почнав да се држам на класичното. И некако мислам дека во класичните води не умеам да пливам баш. Ми фали мене, ми треба малце тоа да нешто да додадам, да одземам, понекогаш додавам боја, да речеме, така за визуелен ефект. Едино тоа. Предолго држање во кафе. Скоро на сите ми предолго држање во кафе. Пишкотата. Ќе наставите малце да одлучиме, па продолжуваме со одлуката. Пробавме. Солидно. Би рекол нешто и добро, но повеќето солидно. Лошо нема да кажам. Накратко би предал збор на Тамара да ви ги објасни еден по еден коментарите и позитивните и негативните, па после ќе соопштиме тоа што сме одлучили. Фала, Злата. Фала ви на вас всички. Знаеме дека ви дадовме 40 на минути за нешто што е потребно подолго време. Да, има доста добри резултати на крај.
Ако идеме по ред за коментари, Сара имаше некако мислам дека ги подели своите ресурси, можеше да се фокусираш на едно место, да ги поделиш на двете и да се вложиш повеќе во тоа. После ова долго путешествие мислам дека дојдов со многу помалку знаење, дојдов со скоро никакво знаење од професионална којна, многу научено, со многу нови искуства, многу нови луѓе што ги имам запознаено. Го запознав целиот процес на како е да се снима емисија и се тоа што мислам дека беше прекрасно искуство за мене. Емилија ми се свиѓа што ја одбра чашата за послужување. Убаво изгледаше, малку е потечно, ама како за тирамису во чаша добро изгледа. Според мене беше со премногу шеќер. Инаку солидно тирамису. Па ќе се потрудам. Ќе видиме како ќе биде. Сепак таа флексибилност што имам до последен момент, нели да знам јас да си сменам и цела комплетна слика во глава. Исто и тоа сакам така да си го задржам. Се надевам дека нема да се изненадам себе си. Непријатно. Данило, слободно може да си ставиш во CV дека работиш добро под притисок. Како тргна, супер се извади. Тргна во еден правец, ама ова што го пробавме беше сосема окей за тирамису во 15 минути. Види, со оглед на тоа што имам голема самодореба, може би ќе го сум, никогаш не се знае, но уште кога се пријавив на почетокот дојдов само чисто како да видам, да научам, да се дружам и такви стvari. За Марија, ми се свиѓаше исто презентацијата како успеа да и двете да ги послужиш со тоа што со лажичката мислам дека не сите повеќе ни фати око. Пишкотите можеше повеќе да бидат натопени, ама секако знаеме дека немавте доволно време. Можеби премногу ликер употреби, подоминантно што требаше да биде кафето. За филот беше окей, или осетивме и таму малку премногу... Малку доминираше ликерот и над кремот. Кога ќе земеш, прво доаѓа ликер, па после тоа крем. Може би требаше да пробате чашата, имаше повеќе крем, помалку пишкоти. Ти ни донесе две, ние го одбравме Да. тоа. Да, тоа што ни се свиѓаше повеќе не. Поголемото. Поголемо. Да. Организираноста на начинот на работа, на рецептот ми не знам како да речем, можеби заради тоа што веќе го имам визуализирано во главата како треба да изгледа. Времето некогаш ми е предизвик, кога ќе видам сад зашто колку време имаме, ме прави по-брза и во сецкање и во се. Александар, знам дека се потруди за декорацијата на крај, меѓутоа мислам дека на декорација барем најмалку ни се свиѓаше твоето. Може би поедноставно подобро ќе поминеше. Кремот е супер. Добар баланс има на жолчки, на маскарпоне и на крема. Од претходното што беше слабо, сега место да застанам на време, претерав во однос на немаше потреба од толку шлагови, од толку трупање крем од страна и тие работи. Можеше да биде многу поедноставно, ама сакајќи да искочи најдобро, искочи смешно, да не речем. Времето беше кратко, не е премногу захвално за правење тирамису, сепак си сака она малку да се олади. Сега она со натопувањето на пишкотите во кафе е мат со две острици. Ако ги натопите превише, ќе се распаѓаат, што не е така добро. У принцип, они се натопуваат кратко и у фрижидер, дур се лади, оно си прима од самото. Тоа го тргаме на страна, пошто сите го имавте тој хендикеп. Реално, али се одразува на вкусот. Тоа треба да биде натопено, треба да се осети кафето, ама не треба да се распаѓа. Сара го имаше тој проблем, помалку крем, превише, така Сара беше, да, превише пишкоти
Као што ти кажа, може да се зезна што си раздели, меѓутоа сега знам што сакаш да направиш, да играш на сигурно, меѓутоа некад може да се зезнеш. Која беше? Марија, така? Да, Марија, она малку превише ликер имаш ставено у... Некако доминира, можда у другава чаша, можда е она као, али сепак таа е од една целина доаѓаат. Ипак кафето е она што го носи тирамисуто, она другото, да, убаво е да се има, меѓутоа ја не би го пуштил да доминира толку. Коректни у однос на времето, што можете да извадите, она нијанси се она као од едно до друго. Мене ако ме прашате, се потрудивте за сервис, рецимо, тоа е, мислам дека извадивте максимум, да не се лажеме онака. Сега можеме да збориме за пропусти, вакви, такви, или што би можело да биде подобро или не, ама стварно мислам дека извадите максимум. Така да, тенка е линијата до одлуката кај што како. Јас ќе сведам на двајцата околу кои се дискутираше кој да биде последниот. А тоа се Александар и Сара. Марија, Данило и Емилија, вие продолжувате понатаму. Браво, дечки. Еден Александар или Сара денес ќе напушти. Кај Александар, лоша презентација, тема, јас би рекол, градинка, но добар вкус. Сара, добра идеја за презентација, имаше добра замисла, можев да го видам крајот, можев да го замислам, ама реализацијата ти беше натопени пишкоти, малку крем. Кога ќе завршиме, те молам да пробаш и твоето, и неговото, и ти исто, и твое и неговото, за да ја сватите разликата. Тешко беше, но Сара ќе мора да не напуштиш. Фала ти. Фала ви на вас, имаше фала до на сега прекрасни преубаво креации. искуство. Те молам продолжи со готвење. Фала ви, дечки. Фала ви на вас. Преубаво искуство имав тука, научив премногу нови работи. Искрено сум превише срекна што се пријавив за ова искуство и се надевам дека ќе се дружиме во еднина. Секој си добро дојдена во FG Кулинарското училиште. Лично, после ово искуство сметам дека ресторан не е за мене. Превише стресно е, не сум сигурна дека можам да се сносам со целиот тој стрес, но апсолутно некојаш би размислувала можеби за отварање на некој бистро или нешто што работи во само некој период на денот, нешто интересно, ново, но класичен ресторан мислам не. Не можам да кажам среќни за тоа што излегов, ама искрено не сум ни тажена, затоа што сметам дека достигнав и повеќе од тоа што мислев на почетокот. Баш памтам во некој од првите емисии ме прашавте до каде мислам дека ќе стигнам. Реков дека очекувам да поминам барем 3 круга. Јас поминав 40 епизоди, така што тажна сум што испаднав, но среќна сум што сум била и што стигнав до овде. Со останатите, останавте четворица, најдобри, се гледаме понатаму. Секогаш се вадам од 90. Многу притисок оваа емисија. Многу притисок, мислев дека ништо нема направам, но на крај спасив глава. Па да, реално да, ги исполнив. Не ни очекував дека ќе стигнам до полуфинал. Но сега нормално би сакал и да победам. Па мама ќе има за гледање, бога ми. 40 емисии, ќе се изнагледа еден поздрав за нејзе. Да види сини како научил да готви. Уморна сум, морам да се признам. Нозете ме болат. Но малце сме нели сите потресени, емотивни. Како испаѓаат еден по еден и се викаме нема да плачеме, нема плачки, ама некако дали притисокот и се си го прави своето и така. Си плачеме. Да ти кажам, уште сум вака некако под емоции после одлуката. Среќна сум, задоволна од себе. Очекувањата ќе се ги исполнам у финал, кој ќе достанеме само двајца. Се надевам дека ќе стасам до таму. Мислам дека можам.
дека имам шанси и сум била победник. Не сум посумњала во себе да бидам несигурна дека можеби нема да поминам. Да, завлакнав се спасив. Поради тоа што има време, ги постигнав другите работи, го направив кремот, направив све што требаше и се заиграв со плейтингот, со декорацијата. И претарав. Многу нови. Мизенплас, средување на станица, чистење, техники на готвење, рецепти што прв пат сум ги пробал и видел и ги изготвивме и беа успешно сготвени. Ама сега ќе почнам да плачам. Ако срекна сум што успеав да постигнам. Да. Ќе дојдам да гледам финале. Не знам да го зборнев, ама што го победи ќе Три корс мил. Ајде, гледај, ја ќе ставам повеќе. Ова беше добар пример дека и десертот е значаен сегмент во кујната. Надпреварувачите покажаа солидно ниво и мислам дека сите одговорија баш добро на овој предизвик и им честитам. Јас би порачал само да не гледаат во завршните емисии на шоуто 180 степени. Ќе биде доста интересно, доста напнато, но сепак ќе има добри порции и добри вкусови. Следете на 180 телевизија Телма.